Почитувани, ВМРО ДПМН остана единствените кои го бранат криминалот и криминалците во државата. 2 дена по одлуката на Европскиот суд за човекови права во Страсбур, ниту Христијан Мицковски, ниту кој било од функционерите на ВМРО ДПМН не смогна сили да им се извини на граѓаните за неуспешниот обид криминалците да бидат аболицирани. Напротив, оваа партија е единствената која преку соопштение не само што не ја поздрави одлуката на Европскиот суд, туку уште повеќе застана во одбрана на криминалците во своите редови. Одлуката на судот во Страсбур е јасна. Тоа е победа на правната држава, победа на правото и на аргументацијата на тимот на владата. Пропадна од бидите на Ѓорѓи Иванов и на подносителите на тужбата, криминалците од ВМРО ДПМН да бидат ослободени без воопшто да им се суди. Одлуката на Европскиот суд е охрабрувачка и за македонското судство, затоа што подносителите ги упатува да ги искористат сите правни лекови пред македонските судови, со што се разбие во уште една лажна конструкција на ВМРО ДПМН, судството било под контрола на СДСМ. Домашните правосудни органи сега треба докрај да ги спроведат сите отворени предмети и случаи. За СДСМ градењето на силен, независен правосуден систем останува врвен приоритет. Продолжуваме со креирање и спроведување на потребните реформи. ВМРО ДПМН продолжува да го брани криминалот. Благодарам.